الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Dragi braća, Allah tebareke ve taala u Kur'an veli ejame ma'dudat, znači brojni denovi. И ние сите сме сведоци дека деновите на Рамазан идат брзо. Како што идат деновите на Рамазан брзо, пошто се бројни денови, исто затвори очи, ќе доаѓа моментот кај што и ние ќе се преселиме во ахирет. Пошто и нашите денови, нашиот живот е со бројни денови. Чим е со бројни денови, значи еден ден ќе се потроши. Чим Рамазанот е 30 дена, сега е 7 или 8 ден. Значи ќе доаѓа 30 ден, ќе доаѓа многу брзо. Денеска ти имаш 30-40 години. Дали ќе доаѓа 60-70 години? Ќе доаѓа. Пошто се бројни денови, бројните денови идат брзо. Ние го молиме Аллах тебарeke ve таала за Аллах џеле вале да ни овозможи овој краток живот да го живееме како муслимани и да ни овозможи Аллах тебарeke ve таала да умираме како муслимани. Драги браќа, Рамазанот е подарок од страна на Аллах тебарeke ve таала. Значи Аллах џеле вале го дава како подарок на своите робови. Затоа човекот помеѓу овој голем месец треба да се труди максимум. Треба да се труди максимум за да направи дела за Аллах џеле вале. Значи да чита повише Куран, да прави повише зикр, да клања повише намаз, терави намаз, намаз нафиле. За фарзовите да не збориме. Тоа меселе више е кај нас завршено. Но повише нафиле намаз, повише тарави намаз, за овој, за кога ќе стигне последната вечер, значи од Рамазанот, значи утре кога ќе не биде Бајрам, Аллах да не возможи да го дочекаме. Значи овој подарок што Аллах тебарeke ve таала треба да го припремаме убаво и да му го даваме на мелаиките. Овој подарок иде човека и мелаиките. Мелаике кај Аллах. Значи вака е станата. Му го даваме последната вечер на мелаикето го зима тоа све ибадетите што си направи, ти и јас, и му вели на Аллах, филан човекот, што направи 30 дена. Иако што Аллах тебарeke ve таала знае све. Ние сме рекле и нон-стоп ќе речеме акидето на Ахли сунна вал џемаа, нашето акиде е дека Аллах тебарeke ve таала е првиот без никаков почеток и е последниот без никаков завршок. Аллах тебарeke ve таала знае све. Ние Аллах тебарeke ve таала во Куран вели лааллекум таттакун. Значи таму останавме кај хутбето денешно. За да станете побогобојазни. Значи Рамазанот има едно цел, браќа. Памтете го ова. Има еден цел. Значи ние на крајот на Рамазан мора да излегуваме богобојазни. Да биде таква еден човек, значи Хасан ел Басри, рахметуллахи алейх, донесува 4 точки. Значи, за да стигнеш на ова, лааллекум таттакун, треба овие 4 точки ти да ги имаш на твојот памет. Прво, вели Хасан ел Басри, рахметуллахи алейх, сватив дека ристот, јадењето, пиењето, е од страна на Аллах тебарeke ve таала, и Аллах џеле вале го дава ова и ми се смири срцето. Второ, сватив дека ибадетите, фарзовите,
што Аллах Джелле Валя ги направи нас за својот роб, за мене и за тебе, ги направи фарзови, 5 вакта, месецот Рамазан, хаџот еднаш во живот, зекат 2,5%. Овие, значи верувањето кај Аллах, кај мелајка, овие значи мора човекот да верува овде. Сватив дека ибадетите, фарзовите на Аллах, што Аллах ми ги направил на мене, никој друг освен мене нема да ги прави. Никој друг освен мене нема да ги прави. Значи вели Хасан ел Басри, сватив дека моите фарзови не ги прави никој друг. И што направи? Почнав да ги направи. Трето, вели Хасан ел Басри, рахметуллахи алейхи, сватив дека Аллах тебареке ва таала ме гледа нон-стоп и се трга под гребот. Деле брат, овие се големи зборови. Сватив дека Аллах тебареке ва таала ме гледа, кај да сум, не можам да му се скријам на Аллах. И што направив? Сите гревови, значи што сум ги направил, сум правил истигфар и никогаш не ги правам. Зошто? Зашто срамота ми е од Аллах тебареке ва таала. И четврто, вели Хасан ел Басри рахметуллахи алейхи, сватив дека смртта доаѓа и почнав да се подготвам за неја. Сватив дека смртта доаѓа и почнав да се подготвам за неја.